Буковска пипер е зачин што често се употребува во македонската храна, но таа не е само зачин, туку е дел од традицијата и идентитетот на жителите на битолското село Буково. Slow Food Битола заедно со Глобалниот еколошки фонд и Фондацијата за биодиверзитет на Slow Food преку проектот Одржлива биоразновидност на буковската пипер на Буково се обидува производството на буковската пипер да ја издигнат на ниво кое го заслужува и да стане бренд на село Буково. Денеска во храмот Свети Димитри во Буково е завршната активност на која ќе бидат презентирани резултатите и достигнувањата на проектот. Радува фактот што се враќа ентузијазмот кај населението да ги зголемуваат површините со пипер, од кој потоа се прави зачинот, познатата буковска пипер, вели координаторот на проектот Елена Каровска. Кај луѓето се врати ентузијазмот, особено може да се забележи напредок во тој дел, враќање на желбата повторно да садат, бидејќи им дадовме до знање дека едно локално семе како што буковската пипер, кое што ради повеќе причини го зачувале во како такво изолирано, не го мешале многу со други, иако има и други некои сорти кои што се садат истовремено. Првенствено ентузијазмот е на доста голем високо ниво. Исто така материјалите кои што ги купивме во текот на проектот, како што се црева за наводнување, за системот капка по капка да се применува исто на овие површини. Исто така му дава на тежина на ова производство и еден современ тек, што сето тоа треба да до вгодина да резултира со поголеми засадени површини. Сличен зачин се произведува низ целата држава, но буковската пипер произведена во село Буково е посебна, велат самите производители. Автохтоното семе и рецептурата за подготовка на овој зачин кој традиционално се пренесува од колено на колено, само ќе помогне во забрзувањето на процесот околу брендирањето на зачинот. Околу брендирањето за почеток беше формирано Сдружение на производители. Исто така беше напишан Slow Food протокол за работа, значи усогласување на начините на производство за да биде некако изедначено и подеднакво да се осеќаат сите производители. Тоа е една добра основа за да се почне со производство, кое што како предуслов за понатаму да се брендира овој производ. Според сите процедури кои што постојат кај нас, се покажува дека ќе треба уште неколку години за да се стигне до бренд, бидејќи во текот на овој проект ние направивме анализи, хемиски анализи, исто така морфолошки анализи, значи на растението, опис на плодот. Меѓутоа, за да влезе во официјално на списокот на автохтони сорти, треба уште некое време да помине. Исто така треба да се поработи со производителите во однос на хигиената на производство, пакувањата и сето тоа, чувањето на производот, што значи за некоја година би очекувале да добиеме вистински резултати. Буковчани уште зачинот го произведуваат на стариот традиционален начин. Новините што се применуваат се однесуваат на пакувањето што само ќе им помогне да бидат забележани и полесно да го пласираат производот на пазарот. Како што велат, започнаа со тезга на зелениот пазар во Битола, каде секогаш поборувачката е голема, особено кај странските туристи. Треба да се вцрви пиперката на корен, да се собери кога е готова, да се нанижи, па да се клај да се суши како што треба, за да бидат црвени пиперките, за да биде црвена пиперта. Се испече во фурна или во сушара, во сушница, поточно кажано во Буково, па да се толчи во кутле специјално за Буково. Старо, на традиционално, старо, не како сега што ги прават во да се сомели, па така, значи да се толчи, на пазар да се продава. Сега од старото ќе излезе малце ново, значи во паковка, не како што продавале најлончиња, значи има лого, има паковка, тврда паковка. Му се додава ли нешто друго на пиперта за да биде повкусна? Му се додава. Тоа е она тајна што не сакате да ја откриете? Му се додава, како не. Значи нане, солта печена па додадена во пиперта за да не се водени пиперта. Значи во Буково има и чебрица. Тоа е мирис, вкус на пиперта. Сега го нема другите, само Буково го има тоа. По завршувањето на овој проект нема да застанат тука, велат организаторите. Ќе продолжат и понатаму со промовирањето на буковската пипер како на локално ниво, така и на странски сајми и ќе продолжат со постапката околу брендирањето на овој производ, која воопшто не е лесна.